студио 2 денеска Димитар Мицев, дел од менаџментскиот тим на телевизија ВИС. Мицев, одека сме денеска да зборуваме за последните резултати кои што ги извади АВМУ. Станува збор за рейтинзите на сите телевизии во земјава, па и нашата телевизија Канал ВИС. Каква е состојбата со телевизијата, иако сите знаеме дека добро котираме на листата? Прво можем да се пофалам со одлични бројки на гледаност, што е сериозен ваш успех. Зборам за сите вработени во телевизијата. Нели ве гледам и како сите заедно се трудиме практично да допреме до гледачите и успехот е нотиран и од агенцијата. Во моментов ТВ Канал ВИС е четврта по рейтинг на гледаност во Република Македонија. И ова за нас е сериозен успех и се надевам дека ќе го задржиме и трендот на гледаност и да ги задоволиме сите барања на нашите гледачи, да бидеме уште погледани и во наредниот период. Така, погласни се и новинарите, медиумските работници, генерално менаџментските тимови, дека навистина е тешко во ова време, невреме, да се работи на ова поле, со оваа професија, па и за вас како менаџери да ги успеете да ги изменаџирате сите конци онака како што треба, што е она кое што вас ви дава поттик и предизвик за работа. Како и во секој бизнис, нели нормално е инвестицијата да се враќа покасно. Ние упорно ја чекаме таа состојба, нели кога ќе се врати целата инвестиција, па можам да кажем дека ако од економска гледна точка нели се уште се нема вратено, меѓутоа гледачите ни враќаат со доверба и со висок рейтинг и сметаат дека сепак заслужуваме внимание, дека пазарот практично нивните барања ги задоволување во доста голем број и тоа е за нас показател дека сме на правиот пат. Моменталната економска ситуација на државата, каква што е, не ги задоволува нашите барања за дополнителни инвестиции и развој, меѓутоа нели се трудиме со сите средства со кои располагаме да го постигнеме успехот кој што го постигаме веќе во моментов. Секој стремеш кон нови предизвици да ги достигнеме нели сите оние специфични барања до сите гледачи, како на пример од публиката, од најмалите до најголемите. Веќе вчера се подготвуваше нели нов проект за деца и млади. И такви проекти се надевам се повеќе и повеќе ќе има, што се нели нормално наша инвестиција сопствена на телевизијата. И гледачите да ни враќаат се повеќе и повеќе во поголем број да не следат. Овие показатели сега за нас се само поттик за поголем развој, побрз развој и да ги наоѓаме нели овие грешки каде ги правиме и да се подобруваме и да бидеме подобри во иднина. Така. Во телевизијата во моментов циркулира десетина емисии, меѓу кои информативната секако, за кое што верувам дека гледачите стават најголем акцент кога станува збор за гледаноста, но меѓутоа еве телевизија ВИС повторно продуцира, спремаме детска емисија, кога би направиле споредба со националните телевизии, еве и ние како регионална телевизија, десетина емисии не се така малку телевизии, за кои што луѓето така ги носат на собствен грб. Телевизијата стои зад нив и кога би ги погледнале националните медиуми такви какви што се во моментов во македонскиот етер, сме далеку над нив, иако по регионални телевизии сме четврти. Да. Кој е вашиот коментар? Многу е битно да има со кого да се споредиш, за да видиме нели каде се наоѓаме. Сепак нели нашиот интерес е во кругот на делување или во југоисточниот плански регион. Да видиме тие 10 општини, нас не интересираат практично сите овие 10 општини, што е тоа што сакаат да го видат на телевизија, а што не им го пружи ниту еден друг телевизиски канал, дали на национално или на регионално ниво. Во тој стремеж сепак нели успеваме и добро котираме и тоа е добро.
Не ги гледаме, не се споредуваме со националните медиуми затоа што сепак нели кога ќе ги слегнеме на регионално ниво, ние сме директна конкуренција. Информативната програма им е сериозен конкурент на нивната гледаност. Веќе тоа го гледаме во се поновите и поновите истражувања. Гледачите во овој регион каде што ние делуваме, нели, се јасни во пораката дека нив ги интересира повеќе тоа што се случува така на терен. На теренот и тука помеѓу нив. Баш така, отколку тоа што се случува на национално ниво, сепак таму конкуренцијата, нели, да не кажем изедначена, меѓутоа информацијата што може да ја види на една телевизија, ако ја испушти на една, ќе ја види на другата телевизија. Меѓутоа тоа што се случува тука во комшилукот, друг не располага со тие информации и тука сме ние силните. И затоа нели покажуваме дека сепак нели го оправдуваме постоењето на ова медиумска куќа. Така, јас посакувам и вам како менаџерски тим, но и на сите вработени на Канал Вис уште многу успешни години и уште многу успешни продукции во телевизијата. Исто и јас ви го посакувам и продолжете со тоа темпо. Се надевам дека ќе ги надмириме и националните телевизии во гледаноста во најскоро период. Така. Ние продолжуваме. Вис телевизија останува број 1 телевизија во југоисточниот регион, но четврта на ниво на Македонија. Канал Вис подготвува и детска емисија, но затоа во останатите содржини од вестите, а ние овдека се одјавуваме од студио 2.